Вратата на бараката во која во Тетово учат гимназијалците македонци остана заклучена и денеска продолжи бојкотот на наставата. По инцидентот во петокот со нападот врз нивниот соученик кој доби 3 убодни рани, побара подобрување на условите за следење на наставата, изградба на ново училиште, зголемување на безбедноста. За овие барања родителите и раководството на гимназијата попладнево разговараа со градоначалникот Теута Арифи. Договорија наставата да продолжи од четврток, но не како досега во бараката, туку на нова локација што дополнително ќе биде утврдена. Безбедноста на училиштата е еден важен фактор. Нормално ние комунициравме и сме во комуникација со МВР во Тетово во однос на дел од нивната работа и помош во однос на обезбедувањето, што мислиме дека е исто така битно. Гледаме да го зголемиме нивото на безбедноста, не само во однос на финанси, туку и во однос на поквалитетно присуство на институциите кои треба да ја гарантираат безбедноста на граѓаните. Најдовме едни решења за привремениото сместување на учениците, значи за негубење на настава. Уште во четврток они ќе продолжат со настава. Затоа ќе бидат утре известени. И со тоа привременото решење работиме и имаме опции за долготрајното решење за опфаќање на учениците од македонска пролет. Сепак ние живееме тука заедно, интегрирани сме и можеби како што каже градоначалничката, најубаво ќе беше да сме и учениците да се во една зграда да се интегрирани и треба да се работи на таа тема. Безбедноста е таа и сепак сигурни се чувствуваме. Министерот за образование ги повика локалните власти и раководството на училиштето да ја подобрат безбедноста. И во соработка со директорот на училиштето, градоначалникот, па ако сакат и ние ќе се вклучиме, се со цел вакви настани во иднина да не се повторуваат во нашите училишта. Полицијата уште пред неколку дена го најде 15-годишниот напаѓач, а најавени се и засилени патроли кај училиштата, особено за време на големите одмори. Но покрај безбедноста, проблем за гимназијалците македонци се и условите во оваа дотраена барака во која учат со години, додека нивните соученици албанци учат во централниот објект.